Новата министерка за правда Рената Десковска ќе го прочешла веќе готовиот закон за извршување кој го оставија на маса нејзините претходници. Десковска во изјава за 1TV вели дека законот кој е готов и според нашите информации набрзо требаше да биде испратен во влада, таа ќе го стопира и прегледа уште еднаш, а ќе се консултира и со експерти од област. Нејзиниот заменик Оливер Ристовски, додека Десковска преземаше функцијата од Саљи, предпладнево за 1TV изјави дека во координација со работната група, на чие чело премиерот Заев го назначи потпредседателот на владата Оливер Спасовски, веќе ја изработила финалната верзија на законот кој многу брзо ќе го испратат во влада на разгледување. Законот за извршување е готов и најбрзо ќе го испратиме до влада. Очекуваме месецов да заврши со владина процедура. Исто и законот за нотаријат. Новина е тоа што се тргнати адвокатите од постапките каде беа задолжителни. Ја нема веќе таа задолжителност од потреба од адвокат во секоја постапка. Откако ќе помине законот, ќе работиме на извршителската тарифа. Моje мислење е дека ќе се намалат и нотарската и извршителската тарифа, зашто има многу стапки и трошоци додека да се стигне до извршувањето. Во соработка со комората на извршители, тоа ќе го средиме, за да се намалат трошоците на граѓаните. А во собраниска процедура е новиот закон за отпис на каматите од старите судски решенија преземени од извршители. Тој тврди дека предлог законот е испратен на сите, и на комората на извршители, и на здруженијата на граѓани кои бараа враќање на извршителите во судовите, ревизија на нивната работа, како и замрзнување на сите извршни постапки. На примопредавањето на функцијата пак новата министерка за правда, Рената Десковска, беше категорична дека еден од незините приоритети ќе биде законот за извршување, се со цел да се овозможи поправеден систем со помали трошоци во постапките пред извршителите. Првенствено е целта да се намалат трошоците. Ние видовме и во јавност и во пракса дека некогаш на вистина за мали долгови со извршителските трошоци долгот се зголемува многу и станува збор за едно непропорционално оптеретување на граѓаните. Значи целта е да создадеме законска основа прво за намалување на трошоците за извршните постапки. Ќе биде согледана можноста околу регулирање на она што беше во еден момент застарени побарувања беа оживеани со еден претходен закон. Треба да се испитаат законските можности за и тој дел да го регулираме, а секако она што е социјала и она што значи побарување, оние приходи кои што не смее да бидат допрени, тоа мора да биде почитувано во праксата. 1TV разговараше и со засегнатите страни. Од последната верзија која ја видела, речиси никој не е задоволен. Комората на извршители ќе бара средба со новата министерка од која ќе побараат одново чешлање на законот. Ана Глигорова, пак како представник на здруженијата кои се застопна извршителите, вели дека владата ќе се соочи со протести доколку не понуди конкретно намалување на трошоците при извршувањето наместо шминка на постоечкиот закон. Верзијата која тие ја добила е спротивна на нивните барања и како што вели решава технички, а не суштински прашања, како на пример како полесно да ти конфискуваат имот.